да ви се заблагодарам на вашето присуство денеска на трибината која организираме во Битола на тема перспективите на македонската економија преку членството во ЕУ и НАТО. Ова е трета тема после оние две одржани во Скопје, на која присуствуваше председателот на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев, кој, како што може да видите, и денеска е наш гостин, и трибината одржана минатата недела во Штип, на која заедно со председателот Азиски дебатираше и заменик председателот на владата задолжен за економски прашања, господинот Кочо Ангјушев, кој и денеска е овде со нас. Денеска сме во Битола со цел да ги повикаме на еден ваков собир компаниите од Пелагонискиот и југоисточниот дел од југозападниот, се извинувам, регион од Македонија. Кога веќе зборувам за регионите, да искористам оваа прилика да го поздравам и присуството на неколкуте овде кои ги имаме градоначалници од овој регион, бидејќи за бизнис заедницата знаеме колку е од посебен интерес соработката со локалната самоуправа и ние редовно во рамки на регионалните комори кои ни функционираат овде одржуваме и редовни работни средби и знаеме колку е важно да работиме во насока на подобрување на условите за стопанисување. Денеска премиере сме во Кромберг и Шуберт. Интересна локација, бидејќи компанијата веќе 6 години работи овде во индустриската зона Жабени, на само 3 километри од границата со Грција и поред која поминува и железничката пруга Битола-Лерин. Морам да напоменам и во оваа прилика да се заблагодарам и на менеджерскиот тим на компанијата Кромберг и Шуберт, што денеска заедно со нас се всушност и домаќини на оваа средба, бидејќи истата ја организираме овде. Компанија која што вработува над 6000 работници, дел од нив не се само од Битола, него и пошироко во околината, значи од Демир Хисар, Крушево, Ресен и Прилеп. Ова е компанија која што е доста значајна за македонската економија од аспект што е втора по вредноста на извозот во листата на топ 100 извозници за минатата година и има учество 2,8 вредносно гледано во вкупниот извоз кој го остварува земјата. Покрај компанијата Кромберг и Шуберт овде во индустриската зона Жабени функционира во моментов уште една грчка компанија, меѓутоа која што уште е во тест фаза на своето производство, а во најава се уште 4 компании кои што всушност во тек е изградбата на нивните производни капацитети. Премиера во Народната банка на Република Македонија објави неодамна податоци дека во првата половина од оваа година имаме прилив на странски директни инвестиции од приближно нешто и над 300 милиони евра. Ова е значителна бројка за поздравување, бидејќи истата е на ниво 3 пати повеќе од она што е остварено истиот период минатата година. За нас и за нашата мала земја, мала економија, од посебно значење се странските инвестиции, бидејќи бенефитите од нив секако се повеќе кратни. Се надевам се служувате со ваквата констатација и нас не интересира дали во догледно време се очекуваат некои и повеќе поголеми раздвижи. Сакам, почитувани пријатели, да се заблагодарам на вашето внимание, одделено време, да дојдете овде и да поразговараме за перспективите на нашата економија, на нашата земја, нешто кое што е многу важно. Податоците во Македонија покажуваат дека поприлично рефлексија од политиките на градење на пријателство
на отварање на перспективи кон големите пазари и отварање надеж со тоа и охрабрување за инвестиции странски и домашни се веќе потврдуваат во Македонија. 327 милиони евра се странските инвестиции во првото полугодие, во споредба со лани кои што биле 105 милиони евра, сами по себе се сериозен податок дека Македонија станува попријатно место, доволно мотивирачки за да се гледа овде да се создава профит, а секако знаете дека очекувањата на државата се преку ваквите инвестиции странски или домашни да расте бруто домашниот производ, да се отворат работни места, да расте извозот во државата. Податоците во првото полугодие се навистина добри, кои што секако не треба да бидат задоволителни до крај. Верувам во перформансите на нашата економија дека може да испорача многу подобри резултати, но ако се движиме во вистински правец, тие резултати ќе бидат уште подобри и подобри. Просечната плата е порасната за 6,2% во државата. Извозот е зголемен за 17%. И да не зборувам за после долг период на стагнација или нулта ставки на раст на домашниот производ, во вториот квартал бележиме раст од 3,1%, каде што имаме се уште сериозен минус во градежништвото, кој што буквално како тек влечи надоле. Верувам дека сето тоа во второто полугодие ќе се надмине, за да може да биде акцелератор на севкупниот раст, затоа што е важен дел. Градежништвото врзува многу гранки, дејности и поддејности, но ако продолжиме на вистинскиот пат, јас сум убеден дека Македонија ќе постигне сериозни расти на бруто домашниот производ дома, но убеден сум дека и како ќе се зголемат и домашните и странските инвестиции. Јас исто така негувам сериозна надеж на создавање на доволно пријатна атмосфера и за домашните инвеститори. Верувам дека имат идеи, верувам дека имат своји проекции и слично. Голем дел од прашањата кои што чекавме да бидат одговорени, се одговорени. Уште ова дали ќе бидат обезбедени трајно перспективите на Македонија, интегрирана во најголемиот воен сојуз во светот, кој што значи мир, стабилност, безбедност, кој што е првиот и најважен предуслов за било кој деловен човек да оди пред банка, да земе кредит, да ги инвестира парите и да чека после со години враќање на тие инвестиции, секако дополнителна заработка од самото инвестирање, но и Европската унија, која што секако очекувањата се многу големи, заради тоа што сите сме прошетани луѓе, знаеме како тоа се случува во земјите членки, па дури и во земјите кои што преговараат со Европската унија, како е кај нас, како земја која што има кандидатски статус еве повеќе од 13 години и конечно очекуваме почеток на датумот за добивање на датум за преговори, односно почеток на преговори од јуни 2019 година. Така да денеска и целта, јас верувам, беше токму таа, да се видиме со деловните луѓе, да отворено, одговорно разговараме за она што предстои пред Македонија. Овој пат нема политиканство, нема политички избори, ниту се парламентарни, ниту локални, ниту претседателски избори. Овој пат одлуката која што ќе носат сите наши граѓани, верувам ја 100% дека обезбедува сигурна, безбедна и осигурена, така да кажам, иднина, која што во многу значи за сите, а верувам и за деловниот сектор и за стопанството во Македонија. Сите знаеме што значи тоа за секоја фабрика во Македонија, за секоја трговска компанија во Македонија, за секој деловен субјект буквално во нашата земја, какви перспективи отвара, и заради тоа си дозволивме да побараме од вас, од Стопанската комора на Македонија, да направиме вакви средби, еве ова е трета поред, каде што разговараме со деловните луѓе кои што всушност се двигатели на развојот на Македонија. Секоја економска придобивка за граѓаните потекнува од приватниот сектор. Државата е тука да асистира, да биде сервис, и јас верувам дека и така ќе се движиме во Македонија. Уште само да додадам дека политиките на градење на пријателство даваат веќе резултати. Со Бугарија правиме пресек повеќе од една година, 12% изголемена трговија не е малку, само за една година. Верувам дека ќе се реализираат сите оние разговори кои што ги имаме за меѓусебни инвестирања, бугарски овде во Македонија и наши во Бугарија. Сето тоа е дополнителен двигател или акцелератор на севкупниот раст и развој. Верувам дека така ќе биде и со Грција. Грција е силна земја, наш јужен сосед. Со реализацијата на договорот очекувам сериозни придобивки пред сен економски план.
нашите деловни луѓе да ги видат своите перспективи токму и овде. Не дека и досега не се соработува, но верувам дека таа соработка ќе биде многу поголема и многу попријатна и многу попродуктивна. На крајот, Битола и овој целиот регион граничи со Грција. Пругата е една од пругите кои што се обновува после децении и кои што представува директно поврзување со Солунското пристаниште и со Солун како голем центар, но и со целиот северен дел на Грција, но и самата пруга поврзува со Европа. Така да кажам, знаеме дека до 2018 до крајот очекуваме да се заврши овој дел на пругата кој што интензивно се работи, но верувам дека ќе биде и доволно мотивација за дополнителни инвестиции и во Жабени, но и севкупно во овој регион на Македонија. Ви благодарам. Еве, како што може да се види и на овој слайд, верувам публиката може да види од оваа страна. Значи, самата пруга започнала да се гради, трасата некој ја проектирал уште пред 127 години во насока на тоа да се поврзе Јадранското со Јонското море. Меѓутоа, 32 години веќе по пругата не е поминат ни еден воз, иако до 86-та година редовно овде се обраќал по еден попладневен воз. За поздравување е секако инвестицијата што ќе се реализира и најавата за комплетирање на ова железничко поврзување. Ако некој пред толку години проектирал дека овде треба да поминува пруга, секако дека се направени некои анализи кои патуваат на тоа дека тоа е начинот на кој што може да се унапреди меѓународната соработка. Досега повеќе акцентот и во изминатиот период повеќе беше ставан на изградбата на патната инфраструктура наспроти железничката, иако тоа беше континуирано барање од страна на бизнис заедницата. Кои се плановите во таа насока? Можеме да видиме и од сликите, минатата недела дури и министерот за транспорт Сугаревски беше во Битола за да информира за одредени инвестициски активности во однос на патната инфраструктура, но дали еве за окружувањето на овој процес, бидејќи веќе спомнавте дека како резултати на ваквите застои дека бележевме и драстичен пат во градежниот сектор. Дали сега со најавите за една по-интензивна градежна офанзива ќе може да се подобрат и состојбите и во тој сектор, а секако тоа ќе се рефлектира и на севкупната економија? Добро, без инфраструктура дефинитивно нема ни инвестиции. Затоа инфраструктурата треба да го следи растот и развојот на стопанството. Се трудиме како држава реалокацијата да ги правиме на сите оние приходи и раст на приходи кои што ги имаме најмногу назад преку враќање во капитална инфраструктура во државата од секаков аспект. Секако овде најважни се патиштата и железниците, но важна е енергетската инфраструктура, важна е водоводната, канализационата инфраструктура, еколошките аспекти исто така се многу важни за да направиме одржлив систем кој што ќе биде доволно мотивирачки за инвестиции во државата. Конечно ги раздвиживме работите заради тоа што на најголемиот проект Кичево Охрид немаше доволно немаше проектна документација. За најголем дел од проектот се тргнало буквално партизански да се реализира и конечно тоа е исправено. Направени се анексите, верувам и третиот анекс некаде во октомври парламентот ќе го усвои, каде што на некој 5-6 месеци преговори под раководство на подпредседателот на владата за економски прашања, но и на Сугаревски, директорот исто така на Агенција за патишта, заштедивме преку 70 милиони евра пари. Ако ја направиме таа паралела, кои биле цените порано, кои биле сега, имајќи во предвид дека разликата помеѓу тоа што се плаќа на главниот изведувач Синохидро и она што се плаќа на подизведувачите било 56%, сега е 10%. Со параметри кои што ги направивме и за оние ставки кои што за прв пат се јавуваат како просеци во регионот на секаде. Извадивме просеци од Романија, Бугарија, Србија на секаде и со силата на аргументите успеавме да постигнеме договор. Вториот анекс веќе е изгласен во парламентот и оние 230 милиони евра кои што стојат на сметки можат веќе да се трошат за намени кои што се потребни за самото континуирано движење на автопатот Кичево Охрид Кичево, а со
Третиот анекс конечно ќе се фиксираат и цените, заради тоа што крупните цени веќе се фиксирани, остануваат оние во бројка многу цени, ама во обем мали, и верувам дека меѓу 1 и 15 октомври ќе успееме да го заокружиме тој процес. Тоа значи, го земам само како пример, што значи ослободувањето на градежништвото во делот на нискоградбата, каде што зависи од државата, затоа што државата дефинитивно со она дебата што имаме отворено за капиталните инвестиции колку се развиваат, овој пат не спаѓа во тие капитални инвестиции за кои што зборуваме. Овој пат е секако една од најважните капитални инвестиции од државата, но оди преку јавното претпријатие за државни патишта. Не е тоа составен дел од буџетот на Република Македонија, како што се железниците и гасификацијата. Најголемите капитални инвестиции се реализираат токму тука, во патиштата и автопатиштата, железниците и гасификацијата во државата која што се гради. Сето она што представува 400 милиони евра капитални инвестиции во буџетот се други видови на проекти. Само еден дел се трансфери до јавните предпријатија кои што ги градат патиштата, железниците и гасификацијата, но најголем дел се школи, детски градинки, водоводи, канализации и сето она, не знам, одредени нови полициски станици, одредени нови амбуланти или болници, сите заедно представуваат дополнителен дел на капиталните инвестиции. Она кое што во иднина го проектираме е секако да стигнеме до не поголемо задолжување во државата од 60%, во моментот е некаде околу 48%. Се надевам дека ќе одржиме тоа ниво на задолжување, но по сите фискални проекции кои што ги правиме, државата мора да води грижа за севкупниот јавен долг. Во иднина ќе работиме на автопатот Скопје-Блаце, кој што е многу важен, уште во ноември ќе бидат објавени првите тендери. Секако дел од проекциите и пругата Кичеволин, која што е со готова проектна документација од 529 милиони евра. Веќе е ослободена првата се работи на Куманово-бугарска граница, железничката пруга. Мислам дека пред некој ден заврши првата фаза на еволуација на понудите за втората фаза на железничката пруга од коридорот 8. Ја подготвуваме и третата фаза од коридорот 8. Овде ни останува потребата како Битола по ефикасно и овој целиот регион да го споиме со Скопје. Има една стара проектна документација од Велес што води према Битола, работиме на неа. Сакаме токму тој автопат или така наречен брз пат да го реализираме, заради тоа што со реализацијата на патоштата од Скопје до Штип и оној што е од Кичево до Охрид, останува само 2-13 км автопат Скопје-Блаце. Треба државата да работи на нови проектни документации за да буквално реализира и други автопатски решенија по Македонија. Битолскиот регион генерално должност наша е да го отвараме и према северот. Верувам дека овде поврзаноста ќе биде се подобра со Грција и со железничката пруга и со патната мрежа, но дефинитивно ова е сериозен регион за Македонија и верувам дека државата задоволително ќе го следи развојот преку капитален инфраструктурен развој кој што е неопходен за самите инвестиции. Гледате дека еве домакинот за кој што сме благодарни денеска што овде овозможи да се одржи една ваква трибина, една дебата со деловните луѓе. Преку 140 милиони евра 2017 година има извоз или близу 3% од севкупниот извоз во Македонија. Мене ми е драго што при посетата луѓето номинираа задоволство од работењето, гледат перспективи, сакат да работиме заедно на дуалното образование и преадаптација или преквалификација на работната сила во Македонија, најавуваат им размислување за наредни инвестиции. Само по себе тоа покажува дека државата мора да го крене алармот за да направи соодветна поддршка за секој оној кој што сака да инвестира во Македонија. Сигурно дека е така. Кога станува збор, ја спомнавме транспортната инфраструктура, она што не само за странските инвеститори, меѓутоа и за домашните инвеститори и компании, значи најважен момент е стабилноста, сигурноста, а секако и оној момент кој сите го нарекуваат конкурентност и потребата како истата се повеќе да се надоградува. Кога станува збор за конкурентноста, се мисли на потребата и за намалување на трошоците
на компаниите во нивното секојдневно функционирање, работење. Голем број на компании од овој регион во насока на подигнување на својата конкурентност и можноста се повеќе да бидат присутни на други пазари надвор од земјата, ја наведува потребата за што поитна гасификација на овој регион. Овој процес до каде и кога би можеле еве битолчани да очекуваат дека ова ќе се реализира во догледно време? Она што го знам од МЕР и од економските сектори е дека 2019 цевката ќе биде до Битола. Делот на гасификацијата на Битола е важен сегмент заради тоа што еве јас можам да потврдам во Струмица колку тоа значи за намалување на севкупните трошоци на компаниите, посебно оние кои што користат енергенси како нафта, струја и други поскапи енергенси од природниот газ, но и еколошкиот аспект е исто така многу важен. Да ги направам споредбите само дека еве од 2010 година наваму просекот на штедење во јавните институции во општина Струмица е 63% од она што порано го штеделе до сега. Делот на заштедата во компаниите кои што се поврзани на гасификацијата е некој 27%. Заради тоа што користеле порано и мазут, користеле електрична енергија и други видови на енергенси, ама 27% заштеда е огромна заштеда која што на сметка на компетативноста на производството се одразува директно со пробивање на нови пазари, се одразува со нова акумулација на капиталот, веднаш мотивации со платите на работниците, веднаш инвестирање во нови опреми и слично. Дефинитивно светот денеска може да произведе се, прашањето по која цена тоа ќе го произведе и затоа државата овде е целосно на располагање да го помогне по процесот на производство или севкупно работење со помали или најниски можни трошоци на работење. Гасификацијата е многу важна и за градот Битола овде, заради тоа што Битола ќе биде веројатно еден од ретките градови кој што ќе има две опции на загревање. Едното е преку топлинска енергија, другото е преку гасоводот кој што доаѓа до овде, но секако граѓаните ќе имат и ова и едната и другата опција за самиот избор. Сето тоа важи и за загревањето на големите компании. Овој грандиозен голем објект, комплекс сигурно троши многу и на загревање во делот на зимно време или за ладење во делот на летото, така да верувам и тоа ќе се заврши. Она што е наша надеж е дека со отварањето на преговорите со Европската унија ќе допреме до новите фондови. Паралелата што ја правиме помеѓу земји членки на Европската унија и земји кандидати како нас покажуваат 10 пати поголемо користење или овозможување на европски фондови од оние што ги имаме. Не знам, ако Македонија од 2007-2014 имала на располагање 680 милиони, Хрватска имала, не знам, во тој период кога била земја кандидат 850 милиони, еве Хрватска сега е земја членка на Европската унија, има 10 милиарди запирка 10 милиарди и 500 милиони евра, например, фондови на користење во периодот една програма од 6-7 години. Тоа само по себе покажува колку се големи подршките. Кохезионите фондови, социјалните фондови, Agriculture Funds кои што се отварат и за она што значи за равномерен развој на земјите кои што се под 0,85% од просекот на Европската унија, значат директна подршка за економијата. Тоа ќе значи дека кога ќе купуваме машини за осовременување на технолошките процеси во ваквите големи фабрики широм Македонија, ќе можеме да очекуваме сериозни поврати на пари токму тие фондови, а тоа ќе значи зголемена компетативност на нашите компании и зголемена инвестициона активност, секако која што е добро дојдена за државата, за граѓаните, а верувам и за приватниот сектор кој што го води профитот. Секако, затоа што намалувањето на трошоците мора да дојде само по себе со подобрување на ваквите состојби, како што наведовме, транспортна, енергетска инфраструктура, затоа што не е лесен патот до другите пазари. Значи, компаниите имаат на располагање разноразни можности, се обидуваме и институциите, меѓутоа и ние како комора
да помогнеме во таа насока кога станува збор за Грција и можностите за соработка со Грција. На овој слайд можеме да видиме како досега се одвиваше од правната рамка, значи за водење на односите со Грција. И ако земеме една ретроспектива како се движеше и размената, значи без никои посебни флуктуации од година во година, извозот, да речеме, на некое може би задоволително ниво, иако ние секогаш би сакале нели извозот да е нешто поголем наспроти увозот кој се остварува. Сакавме малку да проговориме и околу самиот договор што беше сега неодамна подпишан. Она што нас најмногу ни интересира, верувам бизнис заедницата, е делот каде се однесуваат економските одредби, членот 13 и членот 14. Добро, овој договор на вистина многу малку е експлоатиран во делот на вториот дел од договорот, кој што ги отвара сите перспективи на соработка овде, од можностите за повторно добивање на повластеното користење на пристаништето за земји кои што немаат сопствени пристаништа, до сите оние аспекти кои што политиката и односно администрацијата на двете земји треба да ги овозможи за унапредување на севкупната соработка помеѓу двете земји. Конечно, нема да имаме проблем при пласирањето на нашите производи Made in Macedоnia, заради тоа што тоа е решено. Оставено е 3-годишен период каде што грчките компании сами ќе одлучат дали во северниот регион ќе пишуваат Made in Грција или Made in Macedоnia, односно овде играме на делот на неексклузивност на производството од двете страни, но она кое што според мене е очекување дека во период на комплетно верифицирање на договорите од двете страни, што значи ратификација во грчкиот парламент, во период од 5 години очекуваме дуплирање на трговската размена. Тоа се очекувањата на нас како администрации, секако на двете земји. На бизнисот е да работи во таа насока. Бизнисот е да работи во таа насока. Зошто? Заради тоа што е неколку податоци само. Даноците во Грција се 3 до 4 пати повисоки од оние даноци што се во Македонија, зборувам за данокот на добивка, персоналниот данок на добивка, ДДВ-то или слично. Тоа автоматски стави нашите производи многу покомпетативни од слични или исти производи кои што се произведуваат во Грција. Транспортот е многу близок и ефтин, заради тоа што сме соседни земји. Само по себе овие два параметри кажуваат колку големи можности се отвараат. До сега не беа така отворени, пред се од политички причини. Втората беше директно влијание врз трговската преокупација на деловните единици во Грција, пред се со одредена резерва за нашето производство и можноста за пенетрација на наши производи на грчките пазари. Сето ова договорот треба да го тргне, да го отклони комплетно и да отвори сериозни перспективи. Јас на битолчани и на целиот овој регион навистина топло им препорачувам да се фокусираат во сите подготовки на освојувањето на грчкиот пазар, заради тоа што тоа е добар пазар, квалитетен пазар, каде што дефинитивно можеме да унапредиме пласманот на сето она што го произведуваме овде, па макар дури и трговијата со Грција. Убеден сум дека како земја ќе ги искористиме сите тие поволности од договорот со Грција. Договорот со Грција навистина едно праведно и фер решение, пред се со политички импакт, кој што треба да овозможи пријателство, соработка, но секако се знаат сите дека ги отвори нашите врати кон Европската унија и НАТО, но сам по себе создавањето такво пријателство со еден од поголемите наши соседи, кој што навистина излегува на сите можни мориња со сите своји перспективи, е голема предност за Македонија и тоа треба да го искористиме. Помеѓу двете влади пријателството е веќе на огромно ниво. Јас верувам дека следен после владите е токму бизнисот. Тие кои што може да го унапредат и да го потврдат тоа пријателство. Граѓаните прават иди ми дојди ми секако, кој во шопинг, кој по туризам или слично, но верувам дека перспективите се огромни. Овој договор е потврден и признан од цела Европа како договор на европски манири, европски вредности, европско однесување. Јас сум убеден дека и таа мачнотија кој што еден дел од нашиот народ ја има заради тоа што треба
да има географска одредница на нашето име со целосното прифаќање на договорот пред се од страна на граѓаните на нашата земја, сепак имаме фер и праведно решение, заради тоа што навистина сме горниот или северниот дел од тој историски регион Македонија, но дефинитивно голема работа добив. Грција призна наш идентитет, наш македонски јазик, кој што трајно и вечно ги затвара сите оние, би ги нарекол, пречки или сопнувања кои што постоја помеѓу нашите две земји. Јас сум убеден дека тоа што е изгубено од независноста до сега многу брзо ќе го надокнадиме и верувам дека ќе успееме на тој пат ние да бидеме мудри, добро позиционирани, импулсивни и да испенетрираме онака како што пазарот знае тоа да го возможи, а ние да бидеме подготвени да го искористиме. Само да напоменам и овде, се отвараат сериозни перспективи со НАТО. Како земја членка на НАТО имаме можност да партиципираме во јавните набавки на НАТО. Тоа се милиарди евра, каде што секако и наш дел сега не следува. Македонија очекува од јануари да го потпише протоколот за полноправното членство и да почне ратификацијата во парламентите и во Сенатот на Соединетите Американски држави. Најдоц на полноправното членство го очекуваме првиот квартал на 2019 година, но нашето место, односно ќе седеме веќе и ќе одлучуваме во НАТО со потпишувањето на протоколот, односно некаде е февруари или март 2019 година. Тоа е многу близо од сега, а со тоа се отвараат и сите овие можности за учество во она што значи саплајмент, односно набавки или подршки на нашите и на војниците од сите земји членки на НАТО кои што се во мировни мисии насекаде по светот. Еве, тоа ќе може да го видат и присутните на овој слайд. Ние како комора уште пред 5 години прв пат организиравме една конференција која беше со сличен наслов како денешниот, кој е влијанието на евроатлантските интеграции врз нашата економија, кога укажувавме на моментот дека се имплементираат стандардите на НАТО и кои би можеле да бидат во перспектива очекувањата и кои би биле придобивките за самите компании, можноста да соработуваат со целата алијанса. Овие бројки, јас мислам, доволно само по себе кажуваат доволно. Дали ќе се сложите? Еве вака да направиме паралела. Јас зборувам многу често политички. Обединетите нации имаат 193 земји членки. Ние имаме чест да бидеме 30-та членка на најмокниот сојуз во светот и тоа знаете како рамноправно партнерство со Америка, со Германија, со Франција, со Британија, со Италија и слично. И овде малите земји како нас имаат огромни бенефиции. Се зависи од нашиот перформанс. Колку ќе успееме да го искористиме тоа. Затоа што ова може да биде сериозна иницијална каписла за брз раст и развој, заради тоа што за НАТО со милиарди евра буквално не значи ништо, за нас значи се. Ако успееме буквално да го искористиме сите тие придобивки, да одлучувате заедно во севкупните одлучувачки аспекти на НАТО, рамноправно како сите земји членки, принципите на консензуалност знаете дека важат во НАТО, нашиот глас е исто вреден како гласот на Америка, како гласот на Германија, сето тоа не става во позиции да нашето стопанство има сериозни придобивки, а со тоа да расте стандардот севкупен во Македонија. Убеден сум дека нашето македонска економија и како ќе може тоа да го искористи. Јас верувам дека голем дел од странските инвеститори кои што имаат искусено со нивните производствени погони досега во земји членки на НАТО, знаат кои се тие придобивки и верувам дека и од тој аспект ќе гледаат доволно мотивирачка иднина за инвестирање во Македонија. Зборувам за странските инвестиции затоа што директно тоа е добро за самите странски инвеститори заради заработка на профит, но и за домашните компании кои што многу често брзо стануваат деловни партнери на странските компании во делот на севкупното нивно работење. Токму така, одиме понатаму да отвориме уште една тема, бидејќи она што како комора пред 8 години го пласиравме и гледаме дека дел од тие барања и очекувања за промена на економскиот модел се составен дел од планот за економски раст. Покрај тоа што
инвестициите и инфраструктурата се многу суштински елемент од кој зависи на тамошниот развој на економијата, секако тука е и извозот. Кога станува збор за извозот, еве и надвор од гледање на оваа рамка, континуирано еве имаме и сами напоминавте на почетокот колку е растот на извозот кој што го остваруваат компаниите. Меѓутоа еве на овој слайд има еден доста интересен податок дека од вкупно регистрираните правни субјекти во земјата некаде околу 6% е бројот на компании кои што се извозно ориентирани. Согласно структурата може да видиме дека 80% од вкупниот извоз го креира токму големите компании кои учествуваат со 3,2%, значи имаме голем број на микро, мали и средни компании кои што треба да го следат овој пат. Дали сметате дека еве и со носењето на Законот за финансиска поддршка на инвестициите и согласно оперативниот план на Фондот за инновации и технолошки развој ќе може доволно да се унапредат овие состојби, а можеби во оваа насока би можел да ни се придружи заменик председателот на владата со дополнителен коментар, дали овие реално очекувања можности ќе бидат исполнети? Ако го земете само овој податок дека само 6% од компаниите во Македонија се со своја извозна ориентација, тоа само по себе кажува каква перспектива и каква можност имаме како земја со отварањето на Европа и на НАТО пред нас. Јас само ќе потврдам, Кочо ќе влезе и во детали, се вкупното реалоцирање на огромни милиони евра да ги најдете во буџетот за да дадете поддршка на домашната компанија е јуначки потек. Му благодарам и на Кочо, ама и на Тевдовски кој што ги определува овие пари, но и на сите. Јас знам дека неколкукратно ќе се вратат на државата преку буџетот. И немам дилеми во тоа, но она што е најголемата придобивка овде е нив сите овие компании сега што добија и што ќе добиваат во иднина ги подготвуваме да бидат сериозно компетативни на меѓународните пазари, не само дома. Ќе кажем еден податок со канцеларката Меркел. Времето 90% го изгубивме на економија. Заради тоа што сме пријатели и дојде на овде за празник да даде поддршка и слично, но зборувавме 90% од времето за економија, 47% од нашиот извоз е во Германија. И тоа покажува само по себе, само со една Германија, колку големи перспективи имаме. А пријателството е толку убаво отворено и према Италија, и према Франција, и према Холандија, и према Австрија, па да не зборувам во Вишеградската група, Полска, Унгарија, Чешка, Словачка, сите оние земји што ни стојат овде на располагање, има толку сериозни перспективи, само треба дома да се организираме како една фабрика, што знае добро да се организира. Државата да ги исполни своите делови на работата, бизнисот да ги исполни своите делови, можеме за ова наша Македонија многу да направиме заедно, заради тоа што ова што сега се отвара, вака што блеска Македонија, тоа големо пријателство, на крајот, ако сме паметни, ќе го искористиме за економија. Мислам, ние нема да нападнеме никој, ни па некој ќе не нападне воено нас. Кога вака имаме пријателство, треба да бидеме мудри, да го искористиме заради нашата компетативност. Зошто е таа наша компетативност? Заради понискиот економски стандард во државата. Тоа значи дека ресурсите пониско чинат и работната сила пониско чине и сето тоа го прави компетативен било кој производ произведен овде во споредба со производ произведен во Западна Европа. Целото тоа треба да бидеме мудри, добро организирани. За сега важиме како добри слушатели на деловната заедница. Не сме најсјајни, секако има многу што уште да работиме, но ова го зборувам за да биде деловната заедница свесна дека тука сме за ним да им служиме. Оти ако успееме во тоа служење на бизнисот, тогаш сигурно ќе успееме и политички, економски и пред граѓаните, заради тоа што тоа е начинот. На тој начин земјите успевале.
така и ние можеме само да успеаме. Навистина, коцките се добро подредени во Македонија. Со успешниот референдум, јас верувам до небото дека ќе успее референдумот, заради тоа што и не гледам друга алтернатива за Македонија. Убеден сум дека и Грција ќе заврши својата работа. Навистина се отвара една толку убава перспектива пред Македонија, само со добра организација, целосно посветување на времето на централната власт со бизнисот, но и на локалната власт. Ги гледам многу градоначалници, ми се денес овде присутни, да асистираат целосно во соработката со деловната заедница. Сите заедно ќе ја постигнеме целта, да имаме земја навистина прикладна, примамлива и достоинствена за живот живење токму овде. Секако. Кочо знае деталите, може сега да не се вклучи со малку по-детали. Не знам да се слуша. Еве јас ме застанам овака тука. Прво добар ден на сите. Ви благодарам на бројноста со која што се озвавте денеска на оваа трибина и дебата за која што ќе дискутираме за економските перспективи. Јас сум во влада година и 3-4 месеца, а меѓу вас 20 години. Така да затоа седам тука на оваа страна веројатно. Значи јас ќе додадам само неколку работи кои што ценам дека се многу важни. Првата е премиерот кажа како е ѓаволски тешко од еден мал буџет како што е Македонија да издвоите средства да помогнете на стопанството. Да, направивме напори, оваа година издвоивме некои 30 на милиона евра. Дел од тоа пуштивме преку закон држка кој што беше транспарентен, јасен, исполнува условите, а дел преку фондот за активност. Не знам дали микрофонов е добар. Ајде. Сега добар е? Одлично. Добро. Значи, дел беа преку Законот за финансиска поддршка на инвестициите, а дел преку Фондот за иновативност. И дел преку мерките за вработување. Меѓутоа, само за споредба една. Ние со голема мака издвоивме во Фондот за иновативност 10 на милиона евра, а само Бугарија во моментов има на располагање 400 милиона евра бриселски фондови за таа работа и за таа намена. Како може нашата економија да конкурира на економијата која што ќе добие грантови од 50, 60, 70% за купување на нова опрема? Не може. Ако не станеме дел од тој систем, ако останеме изолирани од таа работа, ние ќе останеме да се подпираме на собствените можности, а собствените можности, колку и да сакаме да издвоиме, се овие кои што ги зборуваме. Тоа е перспективата за економијата и стварањето на конкурентност. Го гледате бројот на фирми во Македонија колку извезуваат. Ако тој број на фирми не порасне, ако извозот не порасне, тогаш ние апсолутно немаме шанса да се бориме со светот. Бидејќи да градите фабрика во Македонија или било каков производствен капацитет, освен можеби во делот на храната или нешто во ритейл, нема никаква смисла да биде голем капацитет ако тој не е доминантно извозно ориентиран. И ако видите, сите компании кои што се големи и успешни во Република Македонија, тие се апсолутно извозно ориентирани со својот можеби над 80-90% од производството за извоз. Сега таму цел свет ви е конкуренција. Таму нема политика, таму нема, како да кажам, привилегија. Таму треба да имате квалитет и треба да имате цена. За денеска да имате квалитет и цена, треба да имате технологија и голема продуктивност. Технологија и голема продуктивност значи да имате ноу-хау и да имате најсовремени технологии. Ноу-хау и најсовремени технологии значи да имате средства за инвестирање во тие технологии, а тоа значат овие фондови. Јас повеќе немам што да додадам у детали. Мислам дека тоа најсликовито ја опишува ланецот, значи, на настани кои што треба да се случат и која што ќе биде економската придобивка, значи, од влегувањето во НАТО и во Европската унија. Кој ова не може да го разбере? Мислам дека не и мисли добро на економијата на Република Македонија. Мислам дека ова е единствен начин како Македонија да фати приклучок со економското живење во светот. А да не заборавиме, економијата во Република Македонија не се прави само за собствениците на фабриките. Сите тие имаат сосема доволно. Тоа се прави за вработените, тоа се прави за подигањето на стандардот во државата, тоа се прави за граѓаните на Република Македонија. И тоа е суштината која што треба да ја сватиме која е придобивката од Европска унија. Сакам само еден момент. Премиерот добро тоа го кажа, имавме во вториот квартал 3,1% зголемено бруто домашен производ во споредба со вториот квартал 17 година. Но знаете ли која е разликата на овие 3,1% од сите досегашни проценти кои што ги кажувавме?
сите досегашни проценти во минатите 6-7 години беа проценти во кои што главно учество имаше државата. Односно, градежништвото, разните проекти кои што сега не сакам да бидам сватен дека ги критикувам, нели, кои што беа во склопот на Скопје 2014 и така натаму, тие беа креатор на тој бруто домашен производ и тие проценти. Прв пат сега, овие 3,1% се уствари проценти од вас, од реалната економија. Бидејќи, како што каже и премиерот, градежништвото сега не учествуваше во ова. Напротив, одмагаше во креирањето на ова. Значи 20% намалено градежништво во споредба со истиот квартал претходната година, а во првиот квартал 40% беше. Ние имаме 3,1 раст. Тоа значи дека вие, реалната економија, го направивте тој раст и тоа мене посебно ме радува. И ние ако само го вратиме градежништвото на нивото како што беше, а точно имаме план како тоа да го направиме, затоа и бевме посветени на овие големи проекти кои што уствари и прават тежина во тоа градежништво, ние, ако се задржи трендот во реалната економија, не ни се далеку бројките од 4-5% и така натаму. Мора да имате план. Нашиот план е овој. Ако го имаме овој план, јас длабоко верувам дека ќе успееме. Немаме друг начин. Јас не гледам алтернатива. Ако некој ја гледа, нека дојде да каже. Јас таков не видов деновив. А еве, нашата е оваа. И мислам дека е многу јасна и прецизна. Само една напомена. Ова е широката слика. Јас не сакам да влегувам во детали. Но она што сакам само да го споменам, видовте дека НАТО со влегувањето во НАТО ги отвара и просторите да учествувате на нивните тендери за продажба, за да можете да продадете. Тука мораме да се спремиме, мораме да бидеме конкурентни. И па се враќаме на технологијата, ноу-хауто и така натаму. Но суштината е дека имате шанс. Сите имаме шанс. Ние не можеме да предадеме авиони, лансирни системи, ама сигурно можеме да продадеме кошули за војската на НАТО. Сигурно можеме да продадеме обувки. Сигурно можеме да продадеме нешто што е од логистичкиот дел на НАТО. Така да, таа шанса, мислам дека не смееме да ја испуштиме. Јас ќе бидам многу среќен да слушнам алтернатива, да слушнам дебата за алтернатива. Јас слушам само дебата за идентитет. Па идентитетот е гарантиран. Денеска, во 21 век, вие да зборувате за идентитет, па ја мислам дека многу е поважно да зборувате за економска моќ, бидејќи тоа ви го дава идентитетот. Ако сте вие економски моќни, ако сте вие со ситуирани семејства, ако сте со сериозни примања во семејството, кој може да ви го одземе идентитетот? Идентитетот е гарантиран, но сакам да кажам дека денеска до 21 век се подразбира да имате идентитет и да имате економска независност. Јас би можел да ви зборувам со саати, со бројки и така натаму за зголемениот извоз, посебно ме радува индустриското производство што расте, секако и овие објекти како што сме денеска тука придонесуваат за сето тоа, но расте и во делот на реалната економска на реалната македонска економија надвор од зоните. Јас тука гледам доста стопанственици со кои што и лично се познавам, со сите нив и лично сум разговарал во овој претходниот период и знам дека сите тие имаат зголемен физички обем на производство. И тоа е добро. И ние тоа како држава ќе го поддржиме. Секаде каде што ќе можеме. Само уште две работи кои што во иднина треба да ги направиме. Го донесовме законот за финансиска поддршка. Толку колку што се можностите на државата и буџетот, сепак направивме еден исчекор. Оделивме средства за стопанството. Но она кој што е болна точка, ќе бидат бирократските процедури, кои што мораме, и јас лично ќе бидам посветен оваа година, следнава 2019, да ги нив разрешиме, и трето, да работиме со кадарот. Да работиме секаде, имаме ист проблем, секаде имаме проблем на невработеност од една страна, а друга страна несоодветен кадар кој што е потребен за економијата. Денеска, кој стопанственик да го прашате, со кого и да разговарате, ова е клучното прашање. И тука мораме да најдеме вин-вин ситуација. Ако препратевте предходните 2 недели, јас објавив заедно со Министерката за труд и социјална политика 2 мерки, кои што верувам дека ќе дадат решение. Ве молам, дајте ги сите ваши предлози. Дајте како, вие сепак најдобро знаете како овој проблем можеме најдобро да го разрешиме. Ние апсолутно ќе ги послушаме предлозите, ќе бидеме посветени на тоа решавање и мислам дека тоа е следниот чекор кој што треба да го направиме за економијата во Република Македонија. Ви благодарам за вниманието, не сакам повеќе да ви одземам од времето и од трибината. Фала. Тоа е еден од проблемите кои што веќе се појавува во Македонија. Односно, неквалификуваната работна сила,
а од друга страна огромниот процент на невработеност само по себе кажува дека државата мора нешто и на краток, нешто и на среден рок да прави. Преку образованието веќе дефиниравме и се знае во средното образование воведувањето на практичната настава, која што се надевам дека ќе биде добро испроведена со поддршка на приватниот сектор, каде што треба да се реализира таа практична настава, ќе обезбеди на среден рок квалификувана работна сила, добро планирање на производството и развојот на самите компании, но секако и добро устручување или насочување на младите кадри кои што излегуваат во образовниот процес во Македонија, а краткорочниот дел мораме веднаш да го направиме преку преквалификација, тренинг и подготовка. Веќе сме насочени преку програмите за поддршка од Агенцијата за поддршка од Агенцијата за вработување на Република Македонија, но ќе продолжиме и по сите други сегменти тоа да го правиме за да веднаш мобилизираме невработена работна сила во Македонија за она што се вистински потреби на пазарот на трудот. Сигурно слушнавте дека дел од новините што ќе се случуваат меѓу Македонија и Германија е токму создавањето на ваквиот управувачки комитет кој што или стиринг комити кој што треба да има конечна цел да помогне за германските компании, но и за домашните компании севкупни сите преку директно искористување на искуството кое што Германија го има преку ваквото дуално образование кое што треба и овде да биде спроведено. Германија навистина е еден од добрите примери покрај Австрија и Швајцарија за ваквото преквалифицирање или преадаптирање на невработените луѓе во Македонија за она што го барат пазарот на трудот, односно фабриките или економската заедница во Македонија. Дури следниот советник кој што ќе биде во владата кај мене во кабинетот, ќе биде експерт точно по тоа и ќе работи најмногу на тоа. Велам следен заради тоа што постојано во владите имало некој германец кој што доаѓа и помага и резултати еве има досега 40% извоз имаме према Германија, но сега договоривме со канцеларката Меркел дека треба да биде токму тој дел фокус на она што значи експертиза и поставеност и брзо поставување на нашата економија и на нашето општество генерално према она што представува отстранување на слабите карики, а тоа е недостаток на работна сила, односно преку преквалификација на невработените луѓе во Македонија. Така да државата се движи на две ленти, едната е краткорочна, едната е среднорочна, преку образовниот процес е среднорочна, таа краткорочната е токму таа која што се надевам дека успешно ќе можеме да ја имплементираме за да може да не бидеме ние како општество пречка во развојот на она што значи развојни проекти и планови на деловната заедница во Македонија. Така. Наведовте дека тоа беше споделено и во јавноста, најавата за формирање на едно такво тело со Германија. Сепак од големо значење, нашата економија 80% од извозот го насочува кон Европската Унија. Напоменавте 47% од тоа завршува на германскиот пазар, но дали искуствата кои што сега ќе ги црпиме преку тој комитет ќе бидат само во делот на образованието или компаниите ќе можат, ако може да споделите повеќе информации во тој дел со нас, можеби ќе соработуваат, односно ќе креираат некои дополнителни идеи како да го зголемат своето присуство, дали е на германскиот или на тие европски пазари. Значи, експертот ќе биде за дуалното образование. Стиринг комити или управувачкиот комитет ќе има за цел целосно да даде поддршка на соработката Македонија-Германија. Генерално, но Германија секако може да помогне во многу во севкупното дигање на капацитетноста на нашата економија, заради тоа што важи за економија со најсериозен перформанс или капацитет и можеме многу што како ноу-хау да пренесеме овде во Македонија. Управувачкиот комитет има за цел генерално да помогне многу на нашата економија. Германија е голем пријател на Македонија и гледате дека тоа не е само
ЦДУ и канцеларката Америка, како и СПД и сите други партии кои што постојат. Драго ми е што постои едно вакво политичко сестрано пријателство на соработка, кое што, ако бидеме паметни, навистина ќе го искористиме за економијата. Так. За економијата најповеќе. Сето друго е одредени други дополнителни можности кои што ни стојат на располагање, но Германија е. И би било жално да не го искористиме тоа што ни се нуди од страна на Германија на економски план. Сега збориме за Германија, но сите земји од Европската унија ги гледате. Не само што дојдоа, па и видео пораки сниме, па гледат како да охрабрат, ни подаваат луѓето рака, секако на пријателство и на соработка, секако наше и на граѓаните да одлучиме како тоа ќе го возвратиме. Убеден сум дека доаѓа стварно убав период за Македонија, кој што треба да бидеме мудри и паметни, да го искористиме. Јас го нареков на неколку дебати меден месец и навистина е токму меден месец за Македонија пред се на економски план. Ако бидеме внимателни, ќе ги скратиме тие години и децении на наше воедно чување или приближување со земјите од Западна Европа. Може да биде тоа прашање дали ќе бидат 3, 5, 10 години или ќе бидат 20, 30, 40 години. Зависи најмногу од нас. Ако навистина го искористиме, тоа ќе донесе поголема економска стабилност, перспективност, компетативност, но ќе дигне Македонија на неколку нивоа повеќе, кое што верувам дека е желба на сите нас кои што живееме овде. Така е, благодарам. Јас мислам дека имаме уште време на располагање. Отворивме неколку теми, дискутиравме значи за инфраструктурата, извозот, инвестициите. Кога доаѓа до инвестициите, сега на ум ми дојде една мисла, бидејќи Советот на странските инвеститори кој функционира во рамки на комората изминативе 12 години е насочен меѓу другото во последниот барем период повеќе со организирање на разноразни средби да го поттикне моментот дека странските компании треба да соработуваат со домашните добавувачи. Податоците за сега не можеме да кажеме дека не радуваат, иако ние се обидуваме овој процес и како да го раздвижиме. Сега има, ова сум изгледа јас, сега изгледа има и можност за таква една поддршка на странските инвеститори, која што е предвидена и во самиот закон за финансиска поддршка на инвестициите. Не знам дали веќе имаме и некој податок дека некој ја користи ова поволност, за да можеме некако повеќе да ги вклучиме домашните компании во тој процес и во иднина да можат преку трансфер на тој ноу-хау да можат тие да станат извозно ориентирани компании. Добро, верувам дека тоа доволно ќе мотивира заради тоа што го имаме како критериум во Законот за финансиска поддршка на инвестициите. Секако е сега фаза на апликација и фаза на дополнително имплементирање. Мотивацијата ја има веќе во самиот закон, но многу зависи од перформансот и на домашната економија, дали ќе знае да го понуди соодветниот квалитет, навременост, но и квантитет кој што има потребен на странските инвестиции. Например, еве, голем дел од автомотив инвестициите кои што ги имаме овде во Македонија се во делот на електрониката. И сега фабрика за кабли Неготино, жално е да не работи. Ако ја стартуваме како фабрика за кабли Неготино, тоа не значи дека по автоматизам готово ќе се истепат странските компании од таму да ги зимат каблите. Ќе значат дека мора да ги исполнат стандардите кои што им требат, навременоста во испораката, квалитетот да биде соодветно застапен, па дури и квантитетот, затоа што во обем гледате колку се големи овие капацитети да учествуваат со по 2, по 3% од севкупниот извоз во Македонија. Ово го земам само како пример, секако веќе и постои соработка која што за жал е на многу ниско ниво во делот на снабдувањето на храна на работниците, во делот на асистенцијата, на хигиенските работи кои што се користат во големите фабрики и капацитети во Македонија, но би било убаво да ги видиме како составен дел во репроматеријалите нашите домашни компании како учествуваат во се поголем и поголем процент. Но верувам дека тоа во иднина ќе се случува секако. Трендот ќе биде
во зависност од колку државата помага, колку сме ние способни и колку брзо ќе ги отвориме и европските фондови, па да ги помогнеме домашните компании соодветно, не само со по 10 милиони евра во иновативноста, например, или не знам во се вкупно колку што определуваме 70 милиони евра годишно, по сите основи државата помага на економијата дома, на домашните и иностранските компании заедно. Но еве таа паралела тука преги што чепкам, ја гледам, например Македонија 2014-2020 има 662 милиони евра на располагање. Во еден таков програмски период Хрватска од 2007 до 2013 имала 858 милиони евра на располагање. И сега како членка на Европската унија има 10,74 милиарди евра. Бугарија има 9,88 милиарди евра. Тоа што и Кочо го спомна. И тоа се најголем дел во делот на поддршката на економијата. Каде? Лепеза на мерки се. Значи во делот на набавка на современи технологии, машини и опреми, па во делот на зголемување на компетитивноста преку амбалажите и финализацијата на самите продукти кои што се произведуваат и така натаму и така натаму. Јас верувам дека сето тоа ние ќе успееме паралелно да го искористиме. Еве државата и со оние скудни скромни средства кои што ги има, ги алоцира. Ние сме свесни дека ваквата поддршка која што за прв пат ова 2018 година ја има домашното стопанство, ќе мултиплицира дополнителна потреба од пари 2019, па 2020. Но убедени сме дека уште 2019 веќе ќе имаме дополнителен поврат во буџетот преку зголемениот перформанс и капацитет на компаниите кои што ги поддржуваме и ќе продолжиме да ги поддржуваме. Тоа не е некоја топла вода што ја измисливме, светот го прави тоа долги години назад. Ќе продолжиме и ние. Секако трендот на мотивацијата на странските инвестиции од минатото беше добар. Како влада кој што го затекнавме и минатата влада покажала добар резултат, сега тоа го проширивме до домашните компании, странските компании продолжуваат да бидат задоволни. Во Македонија верувам дека е вин-вин ситуација за сите учесници во еден ваков процес. На крајот државата и да не сака ќе си ја добие својот дел, затоа што ако расте економијата, државата ќе го добие приходот во буџетот, ќе зголеми бруто домашниот производ, борбата за отварање на работни места ќе биде се поголема, посебно ако и ние помогнеме преку преадаптација или преквалификација на работната сила, така да следува, како што реков, убав период, ако бидеме паметни да го искористиме. Сигурно дека е така, со самото тоа што гледаме каде сме насочени од аспект на бизнисот, кои се пазарите кои што и досега биле таргетирани и се традиционални наши партнери, значи дека перспективата се гледа во тој правец. Дали еве можеби би имале некое прашање од публиката? Може да отвориме малку дискусија. Да, доколку има некое прашање, повелете. Она на кое што паралелно работиме, ама досега не е видливо, ни па нешто го експонираме во јавноста, е отварањето на источните пазари. Зборувам за Голфскиот залив, зборувам за Казахстан, Киргистан и сите оние кои што не се толку далечни пазари, а скоро и да не нема таму, а се сериозни конзументи, огромни милионски држави се и можеме и таму да пенетрираме. Секако веќе првите средби што ги правиме е да создадеме вакви комитети кои што ќе работат пред се на делот на економијата. Верувам после референдумот и крајот на годината ќе направиме неколку други посети, заради тоа што имаме веќе напеналени ситуации. Ние имаме што да земеме таму, од таму и нафта, и газ, и сето тоа што треба овде, но ќе се трудиме за возврат да пласираме наши домашни производи за таму, заради тоа што конзумирачкиот пазар е голем. Но фокусот дефинитивно останува на Европа како најсилен пазар, најголем конзумент и нешто кое што е предизвик за цел свет да се освои Европа како пазар, а ние сме сериозно добро географски поставени. Со сето она што доаѓа према Македонија, верувам дека ќе го искористиме, но и во делот на оние досега слабо освоени пазари, верувам дека имаме сериозни перспективи.